И се враќаме со содржините за денешните информативни емисии на Ерис телевизија. Ова е од дневникот од 17 часот и започнуваме со вест од студио. Земјотрес денес го здрма Охрид и ги извади и жителите и туристите на улица. Земјотресот е регистриран во 13 часот и 18 минути со јачина од 5,1 степен, епицентарот бил на 12 километри од градот и на длабочина од 10 километри во близината на село Косел. Според сеизмолошката лабораторија, земјотресот што го извади на улица Охриѓани бил почувствуван и во Скопје со јачина од 3,7 степена. Исто така потресот од земјотресот го почувствува и Штипјани, како и жители во другите градови на Република Македонија. Инаку, последните 2 недели во Охридскиот регион се регистрирани повеќе од 800 потреси. Само да напоменеме дека Косел е згаснат вулкан, дали во некои минимални можности ќе се ревитализира, ќе ни направи проблеми, не знам, но се надеваме дека тоа нема да го направи. Поради високите температури и расипаните клима уреди, новиот државен секретар за здравство, заедно со уште неколку здравствени работници, биле приморани од една во друга просторија да исела 6 оперирани пациенти. Ваквите тврдиња денес ги отврли директорката на болницата Елизабета Папарова, тврдејќи дека селидбата на пациенти од една во друга болница немало. Таа истакна дека на овие високи температури во портокалова фаза нормално е и да се расипе клима уред, ако се земе предвид дека работа 24 часа без прекин. Не е вистина дека оперирани пациенти поради тоа што не работат климите на хирургија, минатиот петок ги селеле од една во друга болничка соба. Иако температурите беа над 40 степен, состојбата не е алармантна, тврди директорката на Штипската болница. Таа најостро ја демантира информацијата, која во саботата ја објави новиот државен секретар за здравство Владимир Милошев. Петок од саботата имавме само 5 пациенти, значи што не е вистина, во едната просторија 3 пациенти, во другата 2, а од женски пациенти немавме ниту една пациентка, што значи не е ова вистина. Меѓутоа, значи, државниот секретар треба да настапува од позиција на државен секретар на Министерство за здравство, а не како председател на општинската организација на СДС. Но тогаш тој бил на работа, вистина ли дека се пренесувани, односно префрлани пациенти од една просторија на друга? Не, значи не е вистина. Во саботата Милошев пред камерите на телевизија Ирис раскажа за проблемите со кои се соочил на неговото последно дежурство. Високите температури и расипаните климауреди биле причина за 6 оперирани пациенти да се дислоцираат од една во друга просторија. Не само хирургија има проблеми со климауредите, и други оделенија се соочуваат со истиот проблем, истакна новиот државен секретар за здравство. Вчера до денес утринава го имав и последно во моето 24 часово дежурство во клиничката болница во Штип. Во овие неподносливи летни температури од над 40 степени на хируршкото оделение пациентите ги носевме ги собиравме во една соба затоа што буквално не функционираат климауредите. Во меѓувреме, Папарова објаснува дека тимот сервисери викендов направиле увид во состојбата со системите за ладење во Штипската болница и дел од климите, каде што е детектиран недостаток, е сервисиран. Од денес е распишан и тендер за набавка на нови 15 климауреди. Во близината на Штип има едно село кое е историско е според неговите жители, но и една случка што во август 1943 година се случина, кога се стрелани родолюбите и учесниците во партизанското движење. Денес прочитав едно соопштение од општината каде што се вели дека тоа биле општествено-политички работници. Не, пиетет кон луѓето кои биле дел од македонското движење во Втора светска војна. И затоа ними ми е поставен споменик во близината на патот кој скршнува кон ова село, е регулираниот пат, општината реши да го обнови. Почна реконструкцијата на патот кој води до споменикот во селото Долани, каде за време на Втората светска војна загинаа жители на оваа село. Штипскиот граначалник Илчо Захариев на денешната пресконференција истакна дека градежните работи се во пресрет на 3 август, кога се одбележува денот кога беа убиени 4 истакнати општествени работници.
Патот до споменикот беше целосно уништен од концесионер, кој не покажа никаква општествена одговорност и досега требаше тоа да го реконструира, бидејќи се наближува 3 август, кога овде имаме значаен настан, општината заедно со јавното предпријатие Стипен одлучија да го реконструира целиот овој пат. Се врши армирано бетонирање со армирана бетонска плоча. Денеска ние завршуваме, со тоа практично ќе го уредиме овој простор. Захариев истакна дека претходните години локалната самоуправа го асфалтираше пристапот до селото, улиците низ Долани, од кој една води до црквата Светилија, а ја уреди и чешмата. Долани се споменува како село кое меѓу првите од сите штипски села се побунило против различни окупатори низ историјата. Долани било посетувано од познатите македонски војводи Гоце Делчев, Мише Развигоров, Гене Војвода, Ефрем Чучков, Славе Коарсов и други, поради што селото е наречено Комицко. Во Долани испечатен и првиот извадок на Народен глас. Институциите од културата ќе мора да ги засилат своите активности, така рече новиот министер. На тоа одговара и библиотеката во Штип, која по втор пат ќе организира летната школа Библио Арт. Ќе бидат представувани познати книжни дела, музичка уметност и фолклорот, а ќе се организираат и дебати за најмладите. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев оваа година по втор пат ќе организира летната библиографска школа Библиоарт. Минатата година оваа школа резултираше со представување на книжевноста. Минатата година имавме вклучено 15 мина предавачи кои што беа ентузијастички ангажирани во целиот овој проект. На повикот минатата година се пријавија 54 учесници. Школата беше од отворен тип во смисла на тоа дека за групите не постоеше лимит или граница за возраста, значи минатата година учествуваа наши членови кои што се од второ оделение до втора година на факултет. Оваа година летната школа Библиоарт ќе се реализира од 10 до 21 јуни, таа е дел од Штипското културно лето, а поддржана е од Министерството за култура. Оваа година упатуваме повторно повик за учество во бесплатната летна школа, која што ќе се реализира со нови содржини. Веќе имаме пријавено 30 учесници кои што беа заинтересирани уште од минатата година да го реализираат ова по втор пат, да ги посетуваат сите оние активности кои што ние ќе им ги понудиме. Овој пат на наше големо задоволство бесплатната летна школа е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. За втор пат се вклучува во рамките на Штипското културно лето, што значи дека и општината Штип заедно со градоначалникот и советот се јавуваат како поддржувачи на оваа школа. Исто така очекуваме 50 мина учесници. Школата ќе се реализира во периодот од 10 до 21 јули, значи вкупно 10 работни дена во периодот од 9 часот наутро до кај 12 часот напладне или 13 часот попладне, што значи дека и овој пат ветуваме многу позитивни содржини, дружење со сите видови уметности. На Библиоарт 2017 во Штип, покрај книжевноста, ќе биде презентирана уметноста, фолклорот, а ќе се реализираат и различни дебати. Исто така ќе има содржини од фолклорот, нашите традиции. Ова година ќе има и содржини од информатиката, потоа иновациите, а исто така планираме да одржиме и некои дебати. 10 дена на летната школа Библиоарт во Штипската библиотека се очекува да бидат посетени масовно, посебно од младата популација. И со уште една тема поврзана со библиотеката или како известување, до 21 август Штипската библиотека ќе работи по летна работна шема од 7:30 до 15 часот. Ги известуваме сите наши членови, а исто така и сите корисници на услугите на библиотеката, дека започнувајќи од 1 јули па се до 20 август со одлука на управен одбор, поради високите температури летни и поради користење на годишни одмори, библиотеката ќе работи само во прва смена од 7:30 до 15 часот. Со нормално работно време, значи веќе започнуваме од 21 август.
Повторно на распоредот во дневникот имаме уште една вест од студио. Па еве зашто се работи. Македонските и бугарските сточери ќе интензивираат соработката на полето на упредувањето на овчарството и во насека на брендирање на производите добиени од автоктони домашни раси на овци. Ова е заклучокот кој произлезе од заедничката средба на овчарите од Сдруженијето на одгледувачи на домашни автоктони раси на овците Праменка од Чеполка или Задаро и Сдруженијето на овчари од Велико Трново од Бугарија, кој викендов беа на посета на неколку поголеми сточарски фарми во Штипско и Свитениколско. Праменката или овчеполската раса, која со векови се одгледува на овие простори, бидејќи таа е со скромни карактеристики во однос на изхраната, издржливоста и е многу отпорна на болести. Годишно дава до најмногу 60 литра млеко во лактација, а волна до 1,5 кг. Но од друга страна дава квалитетно јагме и млеко. Целта на сточарите кои одгледуваат автоктони раси на овци е да се поддржи генетскиот потенцијал на автоктоните раси на овци и нивните подсоеви, за и понатаму да се надледуваат и произведуваат од млеко како сирењето, урда и кашкавал, а тие да се брендираат. Во Македонија покрај овчеполката за автоктони овци се сметаат и каракачанката и шарпланинката, кои ги има се помалку. Државата ги стимулира овчарите со дополнителни субвенции од 500 денари по грло за одржување, но и зголемување на стадата овци кои се автоктони, односно домашни раси. Ова е дел од тие проекти за кои што се зборува толку години и секогаш велиме дека немаме доволен капацитет. Европската комисија за земјоделство со членовите на Европската заедница и оние кои се кандидати, така наречената кросборез прекогранична соработка, настојуваат да се популаризира одгледувањето и заштитата на оригиналните семиња и видови на домашни животни. Така најуспешни од нашите блиски земји се Хрватска, која успеа да си ги заштити овците од Истра, мославинските коњи и така натаму. Ова идеја за поддржување во Македонија и за поздравување, затоа што тоа ќе значи не само враќање на автоктоните раси, туку и можеби по-рационално производство на така наречената еколошки чиста храна. Во седмиот прилог од денешниот дневник имаме една немила вест. Се удави жена во канал за наводнување во Кочанско. Заминала вчера на нива, утрово без животното тело заглавено на решетките и го пронашле вработени во водостопанската подружница. Безживотното тело на 69 годишната Роза С од Кочанското село Спанчево, заглавено на решетките на каналот за наводнување кај селото Жиганци, рано утринова околу 7:45 часот го забележале вработени во Кочанската водостопанска подружница. Ја известиле полицијата, пошто на местото на несреќата пристигнала брзата помош, јавен обвинител и полициски службеници од Кочанската полиција. Вработените и полицијата успеале да го извадат мртвото тело од водите на каналот и да го идентификуваат. На телото на починатата не се пронајдени траги на насилство. Телото е предадено на семејството за погреб. За случајот информираше портпаролката на СВР Штип Гордана Панајотова. Истрагата на полицијата треба да ги утврди причините за смртта на Роза, дали станува збор за несреќа или самоубиство. На одредени места каналот за наводнување на оризовите полиња достигнува длабочина и до 5 метри. Според неофицијални информации, несрекната жена последен пат е видена вчера во попладневните часови, кога заминала од дома и се упатила кон полето и не се вратила дома. Од локалната самоуправа од Виница имаат известување за граѓаните. Во среда на 5.7.2017 година на територијата на општина Виница ќе се спроведе првото авионско прскање за заштита од комарци. Дезинсекцијата ќе се спроведе во раните утрински часови. Општина Виница апелира пчеларите навреме да ги превземат потребните мерки за заштита на пчелните семејства. Доколку временските услови не се поволни, прскањето ќе се изврши наредниот ден по нивното подобрување. И во блокот за спортот имаме една најава. Ракометарот Владко Митков во друштво на најблиските пријатели и колеги достоинствено со коктел го одбележа репрезентативното пензионирање. Тој и понатаму ќе продолжи со клубскиот ракомет како играч на австриската екипа Кремс, во која е стандарден член од 2012 година. Да му посакаме успешно продолжување на кариерата.
Веќе подолг период, единствениот штипенец, член на една македонска репрезентација, ракометарот Владко Митков, реши да ја оконча својата кариера, отстапувајќи го националниот дрес на некој од помладите ракометари. Се чини го одбрана на најпогодниот момент, во надпревар и блескава победа против Чешка, при што се обезбеди за пласман и учество на македонската репрезентација на Европското првенство, што во 2018 година ќе се одржи во Хрватска. Владко Митков имаше достоинствена и богата кариера, која започна во родниот Штип и матичиот клуб Текстилец. Патот на кариерата го водеше во Павардар и Неготино, Пелистер Битола, за да во 2000 година започне интернационална кариера во Германија. Настапуваше за клубовите Вилштат, Веслар, Фам, Балингем, Барнбах, пошто се пресели во австрискиот Кремс, за кого се уште настапува. Владко Митков во друштво со најблиските, пријателите и некои од колегите, во родниот Штип на пристоен, но величествен начин го одбележа репрезентативното пензионирање на јубилејот 10 години брак. Дојде тој ден, значи, да се откажам или да се не станам пензиониран, да кажам така, од репрезентативата. Тоа го, така да кажам, малце ми падна многу тешко, но сепак во спортот е така, значи мора да дојде тој момент каде што мора да се откажам од некои работи, така да една благодарност до вас што бевте од со мене и што ме пратевте, значи ова. Тука започна твојата кариера од Штип, од Текстилец, потоа патот продолжуваше се до Германија па и Австрија. Како е чувството еве како штипенец, како дел од Текстилец, да ја прослави славата и на градот и на клубот и на Република Македонија? За мене ми е чест тоа што сум и гордо, значи што сум штипенец и што е представен значи овој град. Штип е, иначе знаеме дека е спортски град, каде што има значи сите спортови и за мене представуваше едно голема чест значи да ја представам овој град. Владко Митков во дресот на македонската репрезентација има преку 100 настапи и има постигнато над 100 голови. Првиот настап го имаше со своите 18 години против Бугарија во 1998 година, а последниот настап во дресот на Македонија воедно и прошталниот надпревар беше неодамна против Чешка. Сепак, Владко Митков не се откажува од активното играње на ракомет, бидејќи и понатаму продолжува со професионалната исклучително успешна кариера во австријскиот клуб Кремс. Па нека му ја со среќа. Ова беше се за дневникот во 17 часот. Синоптичарите велат дека постепено температурата ќе се намалува и можни се локални дождови. Северниот ветер ќе не така малку разлади и во вечерните часови вие кои имате можност дополнително со пријателите, со соседите на убава штипска навика која полека се губи, задржете ја, зашто е многу важна за сите нас. Разладете се заедно на терасите, под лозниците и кажете си по некоја соседска или пријателска шега. Толку од мене.